предизвикот на децата и родителите за новата учебна година, па нема да прашам за кого е поголем предизвикот, но каков е предизвикот за детето, каков е за родителот. Па потоа ќе разговараме и како било некогаш, како е сега, што треба да промениме ние како родители за децата пред се да имаат подобар успех и просперитет, се разбира. Миријана, добро утро. Добро утро. Не прашувам за кого е поголем предизвикот. Туку каков е, ако велиме дека предизвик има и кај родителот, и кај детето, тогаш каков е на родителот, каков е на детето? Па децата се соочуваат, нели, барем тие првооделенците денеска што тргнуваат, со нешто ново во животот, што веќе можеби било запознаено, нели, во градинка, па имаме предшколско, па различни тие форми, ама ова е, нели, стапување во прво оделение е еден некој нов предизвик со кој што ќе се соочат, а ќе научат нови вештини. Се надевам дека повеќето веќе од нив се научиле да се двојат од родителите на сабајлет која ќе ги остават некаде. Некој што ги одгледале бабите и дедовците ќе почнат да, нели, сега да го развиваат тој сепарацијски проблем да го надминуваат. Проблемот е со соочување со програмата, со нови другарчиња, со системот на кој што наставниците, кои ќе им, нели, ги водат оделенијата, ќе го водат програмот кој треба да го реализираат, да научат да седат 45 минути во клупа, да не смеат да стануваат, да седнуваат, да научат, односно, некои внатрешни, многу силни вештини. Сакате да кажете да се воведе ред и дисциплина. Па да, ама знаете како, затоа што да се школуваш или да одиш такади да седиш 45 минути, 7 сати, не е природна потреба на луѓето и на децата. Нешто го наметнува социумот, општеството кое организирало образование за да, нели, ни даде одредено знаење да може да му служиме на општеството. Тука се наметнува и второто прашање. Ајде, предизвикот кажавме, меѓутоа стресот кај кого е поголем, кај ученикот или кај родителот? Па, сега ова вториот дел, ајде, тоа за учениците е многу долго, нели, да се секоја тема е огромна, а родителите исто доживуваат страшно голем стрес. Ја мислам многу повеќе, затоа што родителите имаат сега фантазии што ќе биде со нивното дете, да, на база на тоа искуство, они почнуваат да фантазираат, да градат своји очекувања, да градат некои своји емоции, што ќе биде со нивното дете, кај кого ќе биде, а што ќе му се случи, а зошто сега вака да биде, а како треба, како треба да биде облечено, како треба да изгледа, како треба да биде учителката или наставничката, или каде треба да учи, во какво школо, дали треба да биде тоа, не знам, некое име, дали не... Мислам, родителите на базата на тие фантазии се ставаат себе си многу голем стрес. Од очекувањето, особено од нашето дете, они уште веднаш го гледаат детето кога го носат во училиште, на прво оделение, со диплома од факултет, како он ќе живее во животот и ќе се развива. Значи, ние грижата за нашите деца ја зголемуваме со многу наши фантазии и очекувања што ние си ги замислуваме многу однапред за нашите деца и тоа прави родителите на вистина да доживаат стрес. Сега, вистинскиот стрес почнува после. Домашни работи, задачи, одговарало, не одговарало, добило пониска оценка, тоа не знаело, предмети кои детето му е потешко да ги совлада, што е нормално. Нели, некој го бива за математика, некој за пеење, некој го бива за физкултура, за спортови, ама не го бива за биологија. Сега, како ние да ги како родители да му ги усогласиме оценкиве, па како да го натераме да учи и биологија и покрај тоа што е одличен кошаркар. Или не знам, значи тоа се проблем, па родителски средби, па разни проблеми во училиштето, па некој се тепале, некој бил булинг, некој не. Мислам, еве јас лично искуство да ви кажам, кога мојата втора ќерка заврши гимназија, јас 1 септември го прогласив за национален празник, затоа што немам веќе деца да носам во школа. Мислам, тоа е огромен еден ангажман на родителите и енергетски, и временски, и со емоционален, значи огромно нешто
предизвик за родителите. Но јас тука би сакала моje лично мнение да кажам дека една задача пред се за родителот да го покаже вистинскиот пат и да го насочи детето. Е сега ние како родители секогаш го сакаме најдоброто за своите деца и верувам дека секој од родителите смета дека го прави најдоброто во своите можности. Но родителството се учи цел живот и во зависност од тоа. А како родителот да постигне таа педагошко-психолошка димензија, а наставникот е обучен за тоа? Како родителот да го научи детето да го сака училиштето, ако наставникот или професорот не успеат во тоа? Вака, значи тоа некаде почнува контактот помеѓу родителот и детето почнува од детето кога ќе пред да се роди, нели? Уште додека е во стомакот. И таа доверба, разбирање, сакање е базата на тоа на кое после тоа ќе градиме што ќе биде сега со училиштево. Ајде ние заедно можеме нешто да правиме. Значи родителот заради тоа што е повозрасен, има повеќе искуство, не е повеќе вреден човек. Значи не мора да го тортурира детето дека мора да работи некои работи. Може да му понуди заеднички да ги совладаат материјалите, да ги напишат домашните. Ти треба моја помош, ако е потребно да викнеме и некој нели наставник или некој што ќе дојде да ти објасни некој, затоа што и ние како родители не можеме за све да бидеме најдобри. Ја не знам алгоритми да решавам како да му помогнам на детето такво нешто. Значи, тоа е еден многу голем и сложен процес кој се одвива помеѓу детето и родителот и сега тука кога ќе се додаде и училиштето, тоа настанува многу лесно може конфузија да стане. Лесно може да се изгубиме, да видиме кој што треба да прави. Значи, родителот треба да си го сака детето и да си го поддржува детето. Ова што го велите и да ги прифати и недостатоците, доколку ги има. И недостатоците. Да, и често знаат родителите да се случи такво нешто кај одредени родители да сакаат да ги прикријат недостатоците, чинејќи дека го прават најдоброто за детето и дека тоа е период кога треба да го прикријат за нешто, понатаму ќе научи, ќе се среди понатаму, но што всушност се случува? Вака. Најголемата грешка, веројатно. Па да, затоа што темата е малце нели осетлива кога ќе приметиме кај нашето дете недостатоци или нешто што ние мислиме дека е недостаток или некоја слабост или веќе имаме некој нели стручнак, некој ни кажал дека тоа дете нешто има проблем или е развоен или значи во било кој смисла, тоа е прво страшно болно за родителот. Нели да се соочи со такво нешто и е многу голем тој процес на прифаќање на реалноста, на тоа со што се справува нашето дете. Ама тој процес е многу битен. Да си го видиме детето, а не нашите очекувања што сакаме нашето дете да ни биде или какво сакаме да ни изгледа или колку сакаме да ни биде паметно или не знам што ќе стане кога ќе биде доктор, ќе ми бидеш ти на мајка или ти ќе ми бидеш инженер или ти на мајка ќе ми бидеш леле пеач или не знам што. Значи, знаете што широка е темата, да го видиме детето. Да, од една до друга крајност со тоа што се прикрива, да речеме, има состојби во кои што велите дека навистина се многу и болни за родителот кога треба да се прифатат некои состојби како нормални дел од животот, но има состојби како бегање од часови, состојби како непишување домашна, состојби како неносење тетрадки, незавршување на обврските што ги налага училиштето, состојби во кои што дури и дотаму, додека се подготвувавме за разговорот, зборувавме и со министерката, се видовме состојби во кои што не биле својствени за наше време, кога требало да се почитува наставникот и професорот, а наспроти, тоа што во денешно време се случува, родителот кога вели мајде, што и да ти каже, не го слуши. Да, па добро. Значи, почитот кон авторитетите, кон возрастните, почит кон институции, почит кон наставниците, учителите, почнува да се учи дома. Како во домот, децата и родителите имаат меѓусебен однос. Како детето ги почитува бабата и дедото, комшиите, пријателите, луѓето што доаѓаат во домот, на кој начин се поздравува. Ако не мора да стане од геймерската столица и не мора никому да или му рече само да крена рака. Добар ден, или не мора, значи, тие манири
се учат од дома. Кога ќе отиде детето во училиште, веќе е малце касно. Значи, веќе треба да биде сега некој, уште еден дупли процес за да некој го научи на нешто. Значи, како ќе дојде, дали детево кога ќе влезе, ќе чукне прво, секогаш се учи. Да чукнеш на врата, да отвориш и да речеш добар ден. Ако тоа детето не го добило дома, или не научило дека кога ќе дојде од надвор треба да ги измие рацете, што се најосновна хигиена, нели, која што за време на пандемијата беше најголемото откритие во светот да ги измиеме рацете, тоа е нешто што ние треба да го научиме од малечко, нели, кога идеме надвор, ќе прошитаме. Значи, основите на сето тоа ги дава родителското воспитување или оние што го одгледуваат детето. А понатака, кога ќе дојде детето во школа, значи на 6 години, и Фројд кажал дека првите 6 години се уствари времето на формирање на личноста. Вие имаме една личност, имаме веќе основа на што? Што ние сега треба некој систем на школување, на образование, да го менуваме, да го месиме тој и да му додаваме. Ако основата е добра, ние лесно ќе му додадеме подобри работи. Тоа бегање од школа, напишување домашни, тоа секогаш си има некоја причина и родителот, негова задача е да открие зошто. И подобро да им бидете пријатели на децата, него не е доволно да дојдеш и да речеш ти нема да бегаш од школа, јас тебе нема, ќе ти го земам телефонот, ќе ти го земам, мислам ништо. Тоа нула. Детето ќе му го земеш телефонот, она нема една недела да има телефон, следниот пат нема да избега еден час, ќе избега цел ден. После они ќе му го земат и лаптопот. А што советувате вие? Да му се здружите на детето. Ја и викав на ќерка ми, кога избегаш од час, дојди си дома или дојди кажи ми, зашто јас само можам да те оправдам кога губиш час, така? Дојди кажи ми мене. И она почна да ги дели со мене приказните во училиште, како се договори класот еднашка да избегаат, значи тоа не беше нешто драматично и огромно. Еднашка не била спремна математика, ми се јави, мене ми е страв, гледам дека сега да не оди, викам, окей, нема да одиш. Затоа, например, ќе седнеме попладне, ќе работиме заедно, утре ќе саботиме материјалот кој го земале, за да можеш да одговараш и така. Значи, дури и во тие работи родителот треба не до степен да мора тотално да го прикрива, па детето да не оди на училиште, значи, сепак е задача на секој родител да си открие до каде му е, знаејќи го своето дете, значи како да го држи тој баланс. Каде се границите. Да, до една страна да му биде пријател, да му биде другар, да учествува во неговите приказни во животот, а од друга страна да биде и некој што воспитува и што поставува граници. Значи, многу е тешко тоа. Многу е тешко да се биде родител. Ама ние кога решаваме да имаме дете, заради некоја наша причина, која и да е, зашто сум се омажила, зашто сум останала трудна, зашто тој сакал, зашто требало време ми било, зашто не знам што. Ама јас сум си земала одговорност, кога ќе го родам тоа дете, дека ја ќе го гледам и дека ќе направам најдобро се што е. Не сум добила одговорност да ги остварам моите идеали и желби, како ова, да му ги ставам во дете. Не, треба него да го видам и да си го одгледам. Во филм јас и задача, но и обврска е. Што не ги раѓаме децата? Како? Исто така се вклучени во зборувам од името на двајцата родители и тие што не ги раѓаат децата. Кога се сложуваш, па и она кога нема да се сложиш, ако ти кажа дека имаш дете, значи може да се прават дека не е нивна одговорност, ама е, зашто се родило дете кое е нивно дете, мислам за мажите. За среќа, нешто се менува во светот и мажите се повеќе се склони кон тоа да ја прифатат својата татковска улога подеднакво, залагајќи се како и мајката. Да, бебето прави некој многу специфичен контекст со својата мајка, ама оно што ќе го добие од таткото е незаменливо во развојот на детето. Детето од таткото ја добива довербата, чувството на безбедност. Машката фигура, енергијата која ја носи во семејството, во живеењето заедно, е нешто што кај детето гради нешто што е многу важно. Детето која ќе отиде училиште, не вика ќе дојде мајка ми да те натепа. Вика ќе дојде татко ми да те натепа. Затоа што таму ја гледа силата, таму ја гледа безбедноста во својот живот.
Они секогаш зборуваат за машки фигури, ако видиш, а Вујко ми е во војска, па ќе дојде, значи не вика, а мојата тетка знае карате. Децата ги гледаат машките фигури, а најважната машка фигура е татковската. И детето што ќе се биде држано за рака заедно со мајката и со таткот и ќе се однесе, дели, па 50% добило од ваму, 50% од таму, тоа дете веќе ќе има добра основа, тоа што е во училиште да го совлада, во соработка со своите родители заеднички, да го преброди она, затоа што толку е тоа неприродно да седиш со сати таму, толку е тешко да напикаш тоа се во глава, толку е тешко, процесот биолошки е тежок да се изградат нови линкови во кората на мозокот, која е последица од учењето, повторено толку информации за кои што никаков интерес немаме, а мораме да ги совладаме, кои да, кога ќе пораснеме, ќе не направат многу паметни, колку, не знам, таму руда има железо во Германија или во Русија, не знам што, да, ние ќе ги имаме информациите, ама е тоа тешко навистина да се совлада. И тежок е процесот, и тешко е родителството, затоа кога ќе се гледа од една позитивна страна на родителството и на училиштето, и кога сите заедно ќе ги здружиме силите, ќе изнесеме нешто позитивно.